Како што знаете, безбедноста за енергијата е нешто што е особено важно за мене, бидејќи јас сум силно убеден дека НАТО има улога да огреа овдека и јас навистина сум среќен што оваа тема ќе се разгледува на овој форум, бидејќи е нешто што ги засека и сојузниците и партнерите. На крајот на криштите, многу од земите што се присутни овдека произведуваат енергија и сите од нас секако конзумираме енергија, така да безбедност на обезбедувањето на енергија е нешто што е од заеднички интерес на сите нас. На самитот во Рига минатата година, шефовите на државите и владите од НАТО сите ја поддржаа координиране и меѓународни напори за проценка на ризиците кон енергетската инфраструктура и промовирање на безбедноста на енергетската инфраструктура. Во ова смисла барам за време на постојаната сесија консултации во однос на најдните ризици во секторот на безбедноста на енергијата и да се утврдат областите каде што НАТО може да помогне. Тоа е клучната збор за заштита на безбедносните интереси на сојузниците и побарање да им се помогне на националните и меѓународните активности. Лично јас гледам 3 области во кои што НАТО ќе може да ја обезбеди таа додатна вредност и се надевам дека добриот тајминг ќе овозможи усогласување во однос на НАТО активните во овие области. Најпрво НАТО може да разгледа обезбедување на поддршка за сојузниците и партнерите во услови каде постои зголемен ризик во однос на клучната енергетска инфраструктура на националните територии. Секако свесен сум за клучните енергетска инфраструктура најпрво и најважно е национална одговорност меѓутоа во одредени услови, во услови на можност од терористички напади или природни непогоди ќе има потребно меѓународна помош. Војните помош од НАТО и планирањето на вонредни состојби и капацитетите за реакција на непогоди може да биде корист во таа насока. Второ, вклучувањето на НАТО во поморски свесност за доминирање на море може да се развие. Нациите задржуваат одговорноста за заштита на нивните територијални води, меѓутоа помошта и комуникацијата исто така се предмет што може да се разгледа врз основа на успехот на операцијата активен напор. Мултинационалните поморски сили се повеќе наликуваат едни на други во областа каде НАТО може да обезбеди капацитет. И конечно НАТО може да спроведе обука и вежби со партнерите за да се обезбеди експертиза и помош во областите од клучна за заштита на инфраструктурата. Дами и господа, министри, екселенции, јас споменав на почетокот дека јас ќе се концентрирам на основната улога на ЕАПС во справувањето со денешните предизвици. ЕАПС им нуди на земјите низа инструменти кои што може да им овозможат подобро да ги разберат меѓусебни безбедносни прашања и како да се пренесат во меѓународната средина. Исто така им нуди на земјите членки можност за формување на тоа обкружување наместо да бидат само жртви на истата. Безбедносниот форум е едно од најновите инструменти на ЕАПС и треба да го искористиме не само за промовирање на диалог меѓу владите на ЕАПС, туку и пошироко со цивилното општество и подлабочување на редовните амбасадорски состаноци на ЕАПС во рамките на седиштето на НАТО. Како заклучок, сакам да ви кажам дека ви ги презентирав некои мои собствени идеи за темите што треба да се разгледуваат на безбедносниот форум, меѓутоа не се сомнувам дека експертите што се сретна овдека имаат своји теми и прашања што сака да се разгледаат и како членките на ЕАПС можат да одговорат на поефективен начин. Навистина се надевам дека ќе имаме интересна, продуктивна дискусија и ви благодарам за вниманието.